Го стартуваме дебатниот дел, почитувани гледачи, веќе сме екипирани во студиото со нашите соговорници, но најпрво сакам да отидеме во седиштето на опозицијската ВМРО ДПМН, каде Мицкоски, опозициониот лидер, среде изборен молк денеска најави дека ќе бойкотира и не отиде на гласање. Таму е мојата колешка Андријана, најавена е можна пресконференција. Андријана, кои се последните информации од ВМРО ДПМН? Па еве, Анета, за прв пат се вклучуваме од седиштето на опозицијската ВМРО ДПМН со оглед на тоа што заврши референдумскиот молк. Во секој момент се очекува пресконференција на председателот Мицкоски, кој денеска преку портпаролот на партијата дознавме дека не излегол на гласање, дека бойкотира, поради тоа што, како што вели портпаролот на партијата, дека со тоа дава знак дека договорот помеѓу Македонија и Грција е лош. Освен Мицкоски, од високото раководство на партијата, исто така не излегува на гласање ниту Александар Николовски, Владо Мисајловски, како и генералниот секретар на партијата Игор Јанушев. Инаку Даниела Рангелова, која што е пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, излезе на гласање, но во телефонски разговор за телевизија 24 потврди дека гласала, но кажа дека гласала против и нема да се согласи на уставни измени во собранието. Ние ќе останеме овде да ја проследиме пресконференцијата, секако ќе се вклучиме и во живо да ја слушнеме оценката на председателот Мицкоски, што смета тој, што смета партијата, како помина референдумскиот ден, со оглед на тоа што и по социјалните мрежи и дел од пратениците и раководството на партијата информира дека дека е можно некакво полнење на гласачките кутии, но секако ние остануваме овде да слушнеме што ќе соопшти председателот на партијата Мицкоски. Анета? Да, во студиото еве веќе водиме дебата околу бројките што ги соопштува Државната изборна комисија. Најавувам дека ќе одиме и со вклучување од пресконференцијата на премиерот Зоран Заев, но мислам дека веќе е време да го отвориме и овој дебатен дел од отвореното студио. Мишко, гостите ни се екипирани, простете, не успев да ве представам, тоа да, го ние ги препуштам. најавивме пред малку Ане, Алберт Мустио, аналитичар, Јулисана Марковска, поранешен пратеник или пратеник од првиот парламентарен состав, професорот Јовај Кекеновски и професорот Никола Дујовски. Добро вечер за сите. На почетокот оценката, цензусот неизвесен или речиси недостижен, ако можеме така да кажем. Да. Бројките укажуваат на тоа дека цензусот е тешко веројатно дека ќе се постигне. И од правен аспект може да се каже дека референдумот не е законски успешен. Но мислам дека е битно да се каже во моментот дека ова е консултативен референдум, референдум преку кој владата и парламентот и сите тие стейкхолдери што се бара мислење од граѓаните во кој правец да се движат. Така да за референдумот, за целосното влијание на референдумот треба да се причекаат бројките. Мислам дека и најнеупатените се прилично уверени дека овие бројки што се излезени, повеќето од нив гласале за, затоа што втората опција беше бојкот. Така да мислам од тие бројки, зависно кои бројки ќе излезат, прилично е веројатно дека до 700.000 реално има шанси да излезат. Ако тие повеќето од нив, верувам дека големото мнозинство од нив ќе бидат за, тоа ќе биде јасен патоказ за владата во кој правец треба да се движи целата работа со договорот и со евроатлантските интеграции. Ќе ги почекаме официјално бројките, но впечатокот е дека Општина Сарај, која што веќе го постигна цензусот, има излезност таму и Арачинова, ако не се лажам, како да потврди албанскиот етникум. Или грешам? Ја мислам дека грешите. Треба да ги почекаме крајните резултати, затоа што кај нас има традиција да се гласа касно, значи не се гласа рано. Второ, друго е ако збориме за Гостивар као град, например, или Тетова, и друго ако збориме за руралните средини. Моите бројки велат дека во руралните средини излезността е над 50%, и тоа треба да се причека, да ги изанализираме сите бројки во детали. Но не сум толку тоа реално го рефлектира бројот на жителите кои се тука, знаете. Зависи во кој период вие и спроведувате некоја активност како што е ова. Господја Марковска? Па лично јас како граѓанин очекував да биде излезноста поголема.
заради тоа што тоа ќе беше силен ветер во грбот на актуелната влада за зацртаните политики на цела Република Македонија во смисла на евроатлантските интеграции. Меѓутоа, цензусот таков каков што е законски, 900.000, навистина е многу висок ако се земе во предвид колку граѓани живеат и колку се де факто присутни во Република Македонија. Формално правно, како што и беше и во најавата, ние тој цензус тешко би го достигнали или практично референдумот би бил неуспешен. Што се смета за успешен? Успешен за мене е доколку владеачката коалиција го зголеми бројот на последната излезност на парламентарните избори, односно сите поддржувачи на актуелната влада, па и повеќе, бидат во поголем број, што значи дека сепак се тоа луѓе кои ги поддржуваат актуелните политики на сегашната влада и понатаму би видели, иако сепак да почекаме до 19 часот да видиме конечно колкава е бројката и за кој број на граѓани се работи. Лично сметам дека излезноста требаше да биде поголема. И се надевам. Кекиновски мислам дека не гласаш. Не, повеќе од јасно дека не гласав, бидејќи мојот став, јас сум човек со свој став и својот став го кажав многу уште во оној момент, уште кога прочитав содржината на Преспанскиот договор и врз основа на сето она што е внатре метнато, со оглед на фактот дека според мое и наше длабоко убедување се работи за апсолутно ништавен договор со голем број на противуставни одредби кои што задираат во многу сегменти на кои што не треба да задира, беше повеќе од јасно дека ќе го бойкотираме. И за мене ова е очекуван резултат, колку и да се обидуваме да повторно играме на онаа манипулативна политика со која што играше постојано владата на Република Македонија и како резултат на непринципиалната политика на партиите кои што се во опозиција, едноставно нема да помине. Впрочем, граѓаните свесно им кажаа не, како на партиите на власт, така и на оние политички партии кои што нема свој дециден став. Испадна дека граѓаните свесно се здружија. Тука кога говорите за абстиненција на албанските гласачи, мислам дека не се само албанските гласачи, туку граѓаните генерално на Република Македонија се интегрираа во една ваква ситуација и во поголем број го бойкотира овој референдум. Што е со 700 или 600 и колку илјади кои што гледам дека направиме пауза, да одиме со вклучување, да во коалицијата за поддршка. Благодарам на сите. Почитувани, граѓаните и институциите денеска спроведува мирен и демократски референдумски ден. Македонија и граѓаните покажаа дека се дел од семејството на европски држави и народи. Граѓаните гласаа достоинствено и слободно. Секој граѓанин кој што денеска излезе да гласа, донесе своја одлука по сопствено убедување. Референдумот е највисока демократска алатка на која одлучуваат тие кои излегуваат да гласаат. Гласот даден на референдумот е конечен, а волјата на граѓаните е неприкосновена и мора да биде почитувана од сите. Во демократија одлуките се носат со гласање. Им честитам на сите граѓани, денеска имавме успех за демократијата и успех за Европска Македонија. Успехот е заеднички на нашата земја и на сите граѓани. Без разлика на организираниот бојкот од страна на раководството на ВМРО-ДПМН, секако со честни исклучоци. Очекувам дека огромно мнозинство од граѓаните кои гласаа го избрале европскиот пат за Македонија. За неколку часа ќе почекаме и ќе видиме кој е резултатот од гласањето. Сега, гласот на граѓаните, волјата на оние кои гласаа на овој консултативен референдум треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом.
Ако навистина, како што очекуваме сите, имаме видливо, големо, огромно мнозинство за од тие што гласале, тогаш јасна е еднината. Гласот на пратениците во собранието треба да биде глас за одлучно и одговорно да ги забрзаме процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија и за подобар живот на нашите деца и на сите граѓани на Македонија. Очекувам пратениците на ВМРО ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ке треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш. Почитувани граѓани, јас ќе продолжам да ја водам нашата земја напред. И Македонија ќе биде членка на НАТО и на Европската Унија. Ви благодарам на сите. Да, беше ова обраќањето, говорот на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Застанавме кај Кекеновски, Дујовски еден краток осврт. Ме прашате што су тие 700 Да, бе, прашав од прилика 620, 600 Јас ќе прашам што правиме со оние 1.150.000 што го бојкотирале. Ама Треба ли да се почитува нивната волја? па не јасно. Не спорно е. Ама апсолутно не излегува. Кој што не излегува, тоа не значи дека бојкотираат. Ние на секој избор имаме 60% за кој земе просек 30 години назад. Гласал ки излегува слободно на гласник. Да сакал да гласа токму за. Ама вие велите дека бојкотирало со тоа што не сакал да гласа. Не е така, не. Јас не знам, мислам вака. Не, да, добро да, ама што со 600.000 или скоро 700.000 излегле за. Вие велите тогаш милиони колку? Значи, видете, бојкотирале што? Јасно кажа и првиот соговорник дека не можеме да говориме за успешен референдум од правен аспект бидејќи јасни се бројките. И тука е децидно. Значи, вие можете да употребувате таа бројка од 600 или 700.000 како алиби, меѓутоа во принцип од правен аспект тоа е апсолутно ништовно. Второ, мора да разберете дека ако не ви успешен референдумот, тој има морална тежина, носи морална одговорност. Вие можете да го туркате, впрочем, и најавите беа исти вакви уште на почетокот, дека колку и гласачи да излезат, ние сепак ќе се продолжиме процедурата во институциите на системот. Да, меѓутоа, само тие 600.000 граѓани ќе стојат за тоа. Што правиме со останатите граѓани? Ама добро, ако е терате така. За да нема некои забуни. Прво, ја реков две работи. Реков дека технички он не е успешен затоа што треба формално правно да има 903.000 кои гласале и тоа е во ред. Но исто така укажав дека ова е консултативен. Консултативен референдум значи дека тој што го организира, што ги организира овие законски промени кои ни следат, бара консултација со граѓаните. И ги консултира и вели: "О граѓани, како ќе се произјасните?" И тие што сакаат да се произјаснат, се произјасниле. Може ли да гласат и против? Во ливчето нема 3 ставки, имат за и против. Може ли да се произјаснат и да кажат: "Вие во владата одите во погрешен правец." Значи никој никому не му ускратил правото да се произјасни. И трето, ние знаевме и се укажуваше на тоа дека се користат бројките од 1.100.000. Во Македонија максимално гласале 1.200.000, затоа што ние не можеме да го абстрахираме фактот што имаме огромен број на луѓе кои не се тука. Како ќе кажеме се? Тие се тука, ама не гласале. Значи максималниот број, само да укажем дека на прошлите локални избори гласале 1.034.000 луѓе.
1.034.000 и 40.000 биле неважечки затоа што тие на некој начин бойкотирале. Немале соодветен став. Морам да одговорам. Жал ми е, малцинство сум овде во однос на мојот став. Него вака, прво да се разбереме. Прво да се разбереме. Добро, имате јасен став дека сте за НАТО и за ЕУ, Јас така? не знам, мислам дека вие прво сте по професија архитект или не знам. Не, ја по Меѓутоа сепак не може да навлегувате во правни работи кои што мислам дека тоа не апсолутно значи не ви дека се. не знам математика. Па математика може да знаете, ама тоа со Мицковски може да расправате за математика. Меѓутоа, Ама ајде вие да се може да навратам. расправите со кога сакате. да се Математика вратам. се Само бројки. да се вратам. Ама математика Прво се вака, бројки. да ви Ја кажам. имам меѓународни Уставот односи е- да немаме збрка со И архитектура. уставот е многу јасен за едно вакво сериозно прашање, каде што треба да се влезе во асоциација, во некоја унија на држави, јасен е дека е потребно да се распише задолжителен референдум. И тука е неспорно тоа прашање. Второ, кога вела манипулативно тие апсолутно го злоупотребија. Го донесоа договорот, го подпишаа договорот, го усвоија во собранието на Република, го ратифицираа, не е подпишан и сега бараат консултација од граѓаните. Значи, консултативен референдум не може да биде. Тој може евентуално, во најлоша варијанта, да биде дополнителен референдум. Меѓутоа, вие откако сте ја завршиле работата, откако сте се договориле, барате консултација со граѓаните. Затоа што тој договор Зошто граѓаните не ги консултирате во старт, туку отпосле? Значи, јасен е законот за референдум и уставот е јасен по однос на ова прашање. А како може да се консултираат граѓаните у старт за нешто што се преговара? Сега немај да Има нацрт договор во кој што ќе се постават што се поставуваат тезите, се изнесува на референдум, и се кажува граѓани вака и вака. Па добро, Дујовски, само да го вклучиме Дујовски. Може би не е најинтересно, но многу е фер да се спомене дека денес Македонија имаше успешен ден. Дали е референдумот успешен од правен аспект или од некој друг, тоа нека ценат другите, меѓутоа дека имавме успешен ден во смисла на организација, имавме, и тоа е резултат на тоа што и Државната изборна комисија, но и другите надлежни органи во Македонија, пред се Министерството за внатрешни работи, добро си ја завршија работата. Нема некои посериозни инциденти, бидејќи имавме и таква кампања, релативно коректна, не на овој изборен ден се преточи на вистина волјата на оние кои што сакаат да гласат. Имало некои спорадични инциденти, но тие во глобала не влијаат на конечниот резултат. Во однос на бројките, тие се согласувам со професорот, се апсолутни бројки. Дали зборуваме за 650 или 700, многу нема да ја промени состојбата, меѓутоа од овдека може да се извлече една работа. Не е точно дека сите кои што седеле дома бойкотирале. Не е воопшто така. Ние сме далеку од тоа дека 1.150.000 гласачи го бойкотирале овој референдум. Прво да се преброиме, тогаш кога ќе се преброиме, сигурно не сме ни 70% од тоа што сме во избирачкиот список, но тоа е некое друго прашање. Но тоа што е многу значајно, го спомена господјата Марковска. Коалицијата која што сега е на власт, со резултатите од парламентарните избори во 2016 година, има напредувано за повеќе од 200.000 гласови. Ако земеме во предвид дека повеќе од 90% од тие што денес излегле, гласале за. Сигурно има 10% што гласале против или имаат неважечки ливчиња. Или споредено со овие локалните избори од минатата година, кога коалицијата на СДСМ и другите, во завис од тоа кој во кое време бил во коалиција, тие сите заеднички имаат 450.000 гласови и ги имаат речиси сите совети на локално ниво во државата. Денес имаме, јас очекувам барем 600.000 гласови за, што значи дека таа поддршка на партиите кои што се на власт му дава за право на заев да го изјави ова што сега го изјави. А тој буквално ги исцрта чехорите. Неколку денови размислување и обид да се најде решение. Затоа што сосем обратно од тоа што професорот, простете ми ќе ве споменам уште еднаш, рече дека договорот е ратификуван, па треба да биде подпишан, обратно е подпишан и треба да биде ратификуван во наредниот период. Тоа не го прават граѓаните, туку го прават пратениците со квалификувано мнозинство во собранието. Еве можност сега, од кога имаат поминат референдум, а ова не го барал само Заев, туку го барал и Груевски и сите во изминативе десетина години, можност да видат што мислат граѓаните. Граѓаните го мислат тоа што го кажаа денеска, останува доколку има простор да се договорат во наредните неколку денови, не недели, да се договорат во собранието. А ако не, многу е легитимно да се оди на вонредни парламентарни избори. И ајде да ја преточиме оваа бројка. 1 милион гласаат во принцип во Македонија. 1 милион значи 8.000 пратеници по едно за еден пратеник. 8.000 гласа за еден пратеник. 650.000 гласови, колку пратеници се? Повеќе од 80. Чиста математика за професорот. Не, многу ми е јасно мене, иако не сум математичар, меѓутоа многу лесно, многу многу лесно можете да калкулирате со бројките на еден ваков начин,
на начин кој што сакате да го представите, значи дефинитивно ако ако тие 1.150.000 граѓани останати кои што не излегле, еве да не го глорифицирам бојкотот, меѓутоа во принцип не се согласувале со договорот, односно со поставеното референдумско прашање. Да сакале, тие би излегли. Не 700, повеќе од милион би излегли. Бидејќи ние паметиме излезост на граѓаните на изборите до 72 до 73%, па го паметиме и референдумот од 91 година, кога граѓаните сакаат да го дадат својот глас за референдумското прашање. Добро, паметиме и референдуми со 26% излезост Да, за токму територијална така, организација. Дека председателот на државата во овој момент е избран со помалку од 40% излезност, од кои за него гласаат 25. Сега тоа оди на контратезата на Кекиновски, дали кој е околу запишани има легитимност. 25, па еве го си истера два мандати без проблем. Сега не дека ве ставиме во Не се работи легитимен за и легален председател. не дека ве ставиме за децидно почитување на одредбите од постојните закони. Не дека ве ставивме во сендвич. Сакам Не, да ве апсолутно прашам. не. Сакам Можам да ве прашам издржам, и прашање нема до сите. проблем. Еве, Да, вие правилно. велите дека голем дел од граѓаните рекле не. Дали поголем удар ќе беше доколку имаме цензус или имаме преку милион гласање, а притоа голем дел од тие или повеќе од половината се против, а помалку за. Тоа ќе беше успешен референдум. Не ви го разбрав, на истина. Имаме Ако се 1 милион милион, и 100, имаме кои што милион не и 100 излегле, зошто не излезени. гласале, ќе беа дупло повеќе ако од оние што излегле биле за. милион и 100 на гласање, од тие милион и 100 карикирам, 550 гласале против, 350 гласале за. Вие имате Дали не ве прашувам, дали е една тоа единствена. поголемиот удар врз референдумот или е ова вие што го велите, затоа што ова не можете вие да тврдите дека милион и 500 не гласале, бойкотирале. Да, меѓутоа не го даде гласот за референдум. Не е исполниле основната минимална рамка која што ја поставува законот. Значи, што ќе говориме ако го распиша да биде задолжителен референдум? Каде што требаше 900.000 да се изјаснат дека треба 930. Тогаш немаше ВМРО ДПМН да биде ни риба ни девојка, туку ќе мораше да А, води тоа, негативна ќе го прашате кампања. председателот на ВМРО. Не е битно, јас ми изборувам овде како Јас говорам во аналитичар. моје име и во име на демократската фракција. Нашиот Јас само кажа. зборувам Не во име на можеме ние демократијата. паушално да влегуваме сега во бројката од милион и 100, која таа е паушална и Формално, абсурдна. не, Абсурдна е таа. невозможна. Значи, таа е абсурдна, ние ги исклучуваме сите факти, дека имаме голема миграција, дека голем број на луѓе не отишле надвор, и сега тие бројки сакаме да ги Ама, консултативниот референдум. па затоа е консултативен. Затоа е консултативен. Па и Јас знам- консултативниот пак не Па успева. ама Со консултација, целокупната манипулација. ајде, јас сум од меѓународни односи. Ви од правната консултација, значи да земеш совет од некој, да го консултираш. И он ти вели, ова е договорот. Те консултирам граѓанину, дај произјасни се. И види сега. Јас Ние сме слушале. консултација никаде не Па познавам. немој да одговориш кој те Ниту тера. едно право, Ама ниту едно никој право не не те тера да познава одговориш. консултативен референдум ни- постфестум. Ама не те тера никој. Ти си одлучил да бойкотираш. Ама ние овде ти слушавме Не флоски. смееш законски да ме распишеш таков референдум. Како Ама власт. сега, види Па сега. добро, Ние сега, овде повеќе слушавме, ние Како овде не? да, да. Како Ние не? овде Како Законот е другачије? јасен. Уставниот суд се произнесе по ова. Да. Зошто се ние да ја Дека враќаме дискусијата на 2 недели назад? Уставниот суд да беше така и нешто да беше. Па прво што треба да се спротивно направи Уставот, после беше сето поинаку. ова, ако има евентуално нови избори, прво што треба тој политички суд да стане уставен суд. Прво што треба да се почне со чистење токму на вакви институции кои што настапуваат од политичка гледна точка. Секогаш која политичка партија е на власт, прилегнуваат, односно се прилепуваат да им удоволат на нивните потреби, негирајќи го и газејќи го мощне, дрско и безобразно правото и правните норми во Република Македонија. Ако не се лажем во очекување сме и на обраќање во собранието, меѓутоа ќе почекаме. Да, тоа ќе почекаме. Имаме Марковска контрола, побара да, од повелете Марковска. со Да, Марковска. Би сакала изоставивме. малку Да. да ги стишаме страстите, Не, не, бидејќи очигледно дебатираме за се- очекување да. беше оваа ситуација. Заради тоа што ние не сме начисто со бројките, Да. председател избравме со 40%, не го сменивме соодветно законот за референдум и ова беше за очекување. Меѓутоа, формално правно референдумот е од анкетарен карактер, не е од задолжителен и облигаторен карактер. Не можат сите оние кои што се прогласија себе си дека ќе бойкотираат да се шлепаат на бројката на неизлезност. Затоа што тоа се може и не мора да биде. Тоа не значи таква беше политиката за жал на ВМРО ДПМН. Јас се залагав во старт да референдумот биде променет со тоа што ќе има облигаторен карактер за сите граѓани. Ке се преброевме колку сме, толку сме и точно ќе се знаеше кој е за, кој е против договорот. За жал,
Тоа е завршена работа. До 12 часот ние не знаевме денеска каков е ставот на председателот на најголемата опозициона партија. Заради тоа што беше оставено како ќе се одвиваат работите на теренот, за да можеме да се приклониме кон страната која што сметаме дека ќе биде победничка. Тоа не е фер, ниту спрема оние кои што се во партијата, уште помалку спрема граѓаните, уште помалку спрема големината на партијата. Да, меѓутоа едно мора да разберете. Не можете релативниот број на добиени гласови или релативното мнозинство на овој референдум да го поистоветувате со апсолутно мнозинство. Точно е тоа, како што не може ни обратно. Значи, Ние ни бројките 100 се да бидат бойкотирачи. Тоа се граѓани кои не излегле, граѓани кои не се тука и граѓани кои можеби биле Цело време против. ќе зборуваме исто. Во принцип мислам дека сите сме свесни дека не е успешен референдумот без разлика на бројката. Оваа бројка, еве сега што ќе излезе, дури еве 2%, карикирам, 2% нека биле против, а сите други да биле. Не е сите други да биле за. Не е успешен од правен аспект референдумот. Точно. И не можете да се шлепате на таа карта. Тој носи морална тежина. Ако нешто не ви успее во демократските држави, се поднесува оставка, се распишуваат нови избори и граѓаните одлучуваат на кој повторно ќе ја дадат власт. Бојрум нека победат повторно. Мислам дека Тоа не Изаев е го спорно, најави тоа ако дека Значи, ќе одат па дека ќе мислам одат џабе на дискутираме, превремени мислам дека на најдобро е превремени тоа во избори. една ваква ситуација. И нека повелат, нека добијат Иако граѓаните. дел од таа Апсолутно. група која што најави Значи- дека бойкотира, гледавме на изборите дека освојува по 4-5 илјади гласови. Апропо ово што го зборува Марковска, дека не можете да шлепате и вие 1.500.000 гласачи на грбот на луѓе дека бойкотираат. Најави Заев оренди парламентарни избори, гледам во мониторот да не се појави собранискиот спикер Талат Џафери бидејќи најавено е негово обраќање. Мислам дека доаѓа, меѓутоа во секој случај Заев најави во оренди парламентарни избори доколку во парламентот не успее да обезбеди двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници. Мислите дека ќе најде? Можеме да ги сликаме ние контурите на тоа кој од ВМРО евентуално би гласал за договорот ако гледаме тоа кој се денес гласаше. Што ја знам на Рангелова, не знам. Да? Значи, ми имавме јасно и децидно произнесување на 19 пратеници, кои и покрај тоа што председателот на ВМРО рече дека во случај на успешност на референдумот, тие нема да гласаат. Ама другите ги немавме. Така да можеме ние паушално да кажеме дека сите они нема да гласаат. Таму има само свесни индивидуалци кои ќе проценат дали во моментот дали овој договор ни носи добро, лошо, така да не би бил ја толку скептичен дека нема да се најдат 7 или 8 пратеници од ВМРО ДПМН или помалце, сега не знам. Вие зборувате за коалицијата, не зборувате само за ВМРО ДПМН. Тоа е многу поважно. Кои би гласале и за отварање на уставните промени. Знаете дека процесот после и нема потреба од двотретинско мнозинство. Така да ја не сум толку скептичен дека ова ќе заврши задолжително со предвремени избори. Значи јас се согласувам во овој дел на дискусијата и мислам Кирански, извинете, пак на вас прекинуваме, одиме во собранието, председателот на собранието. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете ми да ја искористам оваа прилика да им честитам на сите граѓани на Република Македонија за овој празничен ден, ден во кој граѓаните и институциите спроведоа ден на гласање без ниту еден инцидент и со мирен и демократски процес на гласање. Со ова, граѓаните докажаа дека припаѓаат на нивоото на политичка култура на демократски развиените земји, но тоа што е најважно, дека припаѓаат на големото европско семејство. Им честитам на сите домашни институции за мирниот изборен процес без ниту една пријавена сериозна неправилност. Граѓаните денес ги поставија темелите на идната Македонија. Гласот на суверенот е тој што одлучува за иднината на оваа земја. Се надевам и се надеваме дека вердиктот на суверенот е во насока на една подобра иднина за сите граѓани на Македонија. И овој вердикт ќе биде основа за идните процеси кои не очекуваат во следниот период во институциите на системот. На крај, дозволете ми уште еднаш да им честитам на сите граѓани за овој значаен ден кога се одлучува иднината на сите граѓани, меѓутоа и на идните генерации на оваа земја. Ви благодарам. Тендеруар читетар, тендеруар профајсуеста медијаве, милионите те шпризојката раст. Ќе очекуваме прашање, веројатно, од колегите новинари, доколку дозволи собранискиот спикер Џафери. Во моментот е обраќањето за колегите или за албанскиот етникум. Господја Марковска,
околу делотворени избори, доколку не се успее да се стигне до бројката 80 пратеници, ова што го почна господинот Кекеновски, па Тоа е сосема легитимно и демократско право, доколку се оцени дека го нема потребниот цензус, тоа е веќе задолжителен и облигаторен, бидејќи уставните промени треба да го направат 80 пратеници. Меѓутоа, јас се плашам од еден друг период, доколку во овој меѓувакуум на расправање на партиите кој е победникот, а кој е поразениот, иако немаме победници и поразени, да се створи една лоша политичка атмосфера, една ситуација во која што за жал нашето геополитичко опкружување во моментов не е многу мирно. Да не заборавиме што се случи вчера. Тоа е непосредно во наша близина, односно во соседно Косово, кога имавме ситуација на една вонредна ситуација во која што председателот Вучич веќе сите своји безбедносни сили ги стави на нишан, заради тоа што имаше сериозен проблем. Не, таква корелација. Не зборуваме за обраќање на Србија. Вучич, ке му се јавам на Путин да ми помогне. Нека е тоа и дремолетка да ја крстиме, меѓутоа сепак значи дека живееме во едно немирно политичко опкружување. Тоа значи дека непосредните носители на власта, без оглед на исходот на референдумот, веројатно ќе треба да го имаат во предвид и тој момент кој што за нас како мала држава, која што е етнички нехомогена, која што не е повторно во собранието новинарски прашања. Гостивар, ku zakonisht në gjitha ciklet zgjedhore kanë votuar dhe shfrytëzoj këtë mundësi që të deklaroj sepse mundësia e lëshimeve të mundshme teknike në listën zgjedhore ka qenë ajo që ka qenë shkasa për mos realizim të kësaj drejte time qytetare. Shpresoj që kjo të jetë rast i veçantë që ka mund të ndodhë në punën e institucioneve dhe për këtë arsye mendoj se pesha e votës është e barabartë mes gjithë qytetarëve, përfshi edhe peshën e votës time si kryetar parlamenti, andaj mendoj që kjo është një lëshim teknik i institucioneve dhe për këtë arsye unë brenda ditës nuk më dash që të merrem me këtë çështje për faktin që janë çështje që mund edhe të ndodhin teknikisht, por kjo nuk ndryshon në thelbin e asaj çka është intenca e të drejtës së votës dhe procesit të votimit. Точно е дека не може да го искористам моето демократско право поради тоа што моето име не беше во избирачкиот список и на избирачкото место каде што гласам во сите изборни циклуси. Но единствено што во моментов би изјавил околу ова е дека се надевам дека се работи за изолиран случај и дека немало слично, односно слични случаи. Гласот е еднаков за сите гласачи како мојот, така и на сите граѓани на Република Македонија. Повише по однос на ова прашање нема што ви кажам. Zotri Xhaferi, kryeministri i ZEV, tha se pavarësisht rezultatit përsëri është kuvendi i cili duhet të ecojë marrëveshjen me Greqinë. A ka kuvendi shumicë prej dy? Не, знаем дека рекол. Да, продолжуваме во студиото. Имавме и преведувач. Да, некоја поента му кажавме на Муслиу да каже, но она што е интересно е дека Тала Џафери сега што туку соопшти онаа вест која што практично беше неофицијална, потврди дека го нема на избирачкиот список, па рече дека се надева оти тоа е случајност, бидејќи како што разбрав гласал на секој избирачки циклус до сега, па сега некако баш за референдумот го нема. Ајде да се вратиме на оној вакуум простор што го спомна Јулистана. Би сакала малку подлабоко да влеземе во ситуацијата да образложиме пред да дојдеме до можни предвремени парламентарни избори. Заевели, пратениците се сега тие што ќе треба да го кажат својот глас. Предпоставувам на тест ќе биде ставен целиот пратенички состав. Се разбира така и во договорот. Впрочем, преспа стои дека втората страна, Република Македонија, доколку цени дека е потребно, ќе организира референдум. Еве, организиравме. Сега наредната фаза е ратификацијата на тој договор, што се прави со 80 пратеници и мислам дека ЗАЕВ треба да ги искористи сите капацитети кои што му стојат на располагање, да се обиде да постигне политички договор со пратениците од опозицијата, затоа што тоа е најчистата ситуација за нас, да стигнеме навреме, да ги известиме грците дека сме ја завршиле работата. Колку е можно тоа сето по една ваква реторика, вокабулар, расплет на настаните, лидер на најголема опозицијска партија кој среден молк преку партиски портпарол соопштува дека ќе бойкотира. Во време на изборен молк. Да, да не забораваме. Изборен молк, институциите нека мислат. Меѓутоа вака, затоа реков преска, во прашање се денови. Сега немаме недели. ЗАЕВ едноставно нема еден месец на размислување и на простор да се договара со пратениците. А ако до наредната недела нема договор за ова, веќе до 10 октомври треба да се распишат
вонредните парламентарни избори затоа што ние сме во цајтнот со времето. Роковите сериозно навлегуваат и тоа што за нас зборува дека имаме одредени проблеми да го ратификуваме договорот. Во Грција ќе се повтори, можеби двојно, ако не и 3 пати повеќе. Ципрас има многу повеќе главолки отколку Заев. И затоа мислам дека е мудро да се искористат овие неколку денови. Можеби најдобро од се во овој момент за пратеничката група и за пратеничката партија ВМРО-ДПМН е да го поддржат овој договор. Само така можат да се спасат. На наредните вонредни парламентарни избори, тие како што се сега расцепкани, нема да успеат да приберат можеби ни 20 пратеници, но за тоа ќе покаже времето. Кажа ви Кеновски и Марковска како размислуваат. Намерно ве прашувам бидејќи вие сте од таа матрица, условно кажам. Што се случува деновиве токму во за жал вела мојата политичка партија, во која што сум член од самото нејзино основање, и непоимливо беше досега да најголемата политичка партија нема свој став по однос на круцијално прашање за државата и стратешко прашање за државата. Чинам дека грешките се направени уште во самиот старт. Само сосема кратко ќе видам, кога не успеа да се најде заеднички јазик помеѓу партиите на и политичките партии, бидејќи за едно вакво круцијално прашање мораше да има консензус, па да се излезе на референдум и тогаш многу елегантно да го поминавме референдумот без понатамошни двојби и подели. Во една ваква ситуација, можеби ситуацијата со пратениците ќе беше друга, доколку резултатот беше друг, доколку референдумот беше успешен. Во една таква ситуација читам дека поголем дел од нив и ќе се охрабреше да го даде својот глас на собраниската седница кога се расправа за отварањето на уставот. Меѓутоа во една ваква ситуација без разлика што одреден дел од нив излегле, некои не излегле, тие тоа сето се обидуваат да го укажат дека е во рамките на на демократијата, меѓутоа факт е поради немањето на дециден став се направи тоа што се направи. Во една ваква ситуација јас не сум сигурен дека дури и оние кои што биле потенцијални гласачи за кои што сите ние слушаме во јавноста, дека ќе се обидат во една ваква ситуација да гласаат. Иако не исклучувам и таа можност дека еден дел можеби и ќе се одважи наспроти ставот кој што го нема партијата да го каже својот сопствен став и да ги подржи предлогот кој што го понуди нели Заев, односно согласно договорот да помине во собрание. Да не забораваме, потребни се 8, 9, 10 пратеници, не треба целата група на ВМРО да поддржи. Јас не го исклучувам ставот дека нема да има такви. Меѓутоа, шансата за тоа ќе беше поголема, доколку беше успешен референдум. Математички Да, сигурно. Да не забораваме дека сепак, как реков, ќе го имаме во предбит на дворешното обкружување, глобализацијата, се она што договорот значи. Таму има и многу свесни пратеници кои што знаат и кои што не се изјаснија меѓу првите дека без оглед на референдум нема да гласаат и нема да ги поддржат уставните промени, што за мене е една голема грешка во чекори, затоа што тоа се народни пратеници. Не се само пратеници на партијата ВМРО-ДПМН, требаше барем на денешниот ден тоа да го кажат. Тоа значи дека беше најавен не тивкиот, туку јавен бојкот и еден притисок врз гласачкото тело пред се на ВМРО-ДПМН. Не зборувам за останатите. Тоа не значи дека нема да се охрабрат луѓе кои можеби ќе направат и промени во партијата. Заради тоа што очигледно дека господинот Христијан Мицкоски играше на повеќе карти. Ако победи партијата бојкот, јас сум со тие што бојкотираат. Ако референдумот биде успешен со сите нишани, тогаш ние имавме и луѓе кои што гласа и таму и ваму. Колку е лукративна побудата и причината за едно вакво однесување на лидер на опозицијска партија на ден на повторно ќе повторам референдумски молк. Тој да молчи до последно и преку портпарол да соопшти дека бојкотирам, кога не можат ниту медиуми да го објават, ниту ништо. До последен момент, кој е мотивот, целта, поентата на едно такво однесување на лидер на опозицијска партија? Кој да подсетиме? Подеднакво како власта ќе треба да сноси последици за иднината на оваа држава каде оди. Апсолутно. Меѓутоа, ако земете дека еден лидер на најголемата опозицијска партија ви кажува на неколку недели или денови пред гласањето, кој сум јас на граѓаните да им кажам како да гласат, тогаш кој би бил тој кога ќе биде премиер како да ја води државата? Сега зборуваме условно, заради тоа што во Македонија имаме само две партии. Тоа значи дека сепак во ВМРО-ДПМН престоја тешки моменти на прегрупирање на партијата, во која што луѓе кои што навистина имаат свој цврст став, тука се согласувам со господинот Кекеновски, ќе преовладаат, кои што нема да се плашат да го кажат својот став, па макар тој бил и против, заради тоа што тоа е сосема легитимно, кои што нема да седат дома во влечки, туку ќе излезат и кажат јавно, јас не гласам, и како што прочем ќе беше денеска празник доколку опозицијата одеше со против,
позицијата со за, ќе се преброевме и ќе точно ќе знаевме, ќе го исполневме законскиот минимум, меѓутоа ќе знаевме точно на што сме. Немаше да ги има ни овие дебати. Впрочем, иако имаше некој претходен договор, што за жал исто така не се реализираше, односно, ако се направеше начелен договор со опозицијата претходно, иако на подписот на договорот од Преспа, односно Нивици, стоеше и подписот на председателот на опозицијата, што во овие услови е многу тешко, ние денеска ќе имавме празничен ден. Бидејќи морам да прашам, ВМРО ДПМН е чудно таа матрица, сега ова што го вели Кекеновски, да можеби да имаше цензус, да беше барем правно успешен референдумот и на пратениците веројатно ќе им беше полесно го слушаме гласот на народот. Сега во ваква ситуација, имајќи во вид она што се случува, те сликаат, предавник, имаме милион струи. Колку струи има внатре во ДПМН во моментот? Едната е Мицковски, едната е Митко Јанчев, не знам што, Никола Тодоров. Апсолутно, знам дека најпринципиална е демократската фракција во тој сегмент. Тоа сте вие и? Па сите луѓе кои што се членови на демократската фракција. Јас да се навратам на вашава констатација или прашање, не знам што беше ставено. Значи, за мене е индикативно кои пратеници денеска излегоа на овие избори. Она што може да идам, освен еден, сите тие имаат во моментот се водат сериозни обвиненија. Па добро, за Тарчуловски се води обвинение, па тој излезе и кажа дека нема никогаш да гласа за Да, промена на меѓутоа устав. говорам за оние што излегоа денеска. За мене е индикативно. Па не е индикативно, господинот Никола Тодоров исто така има кривични пријави. Ако одите па искажа јавен став за кој што беше линчуван. Значи човекот има право на собствен став. Тој рече дека е против, меѓутоа не рече дека ќе бойкотира. Не, па мислите дека овие бойкотира? Не знам. Другите? Не знам. Не, а овие што излегоа мислите дека гласаа за? Ова е таа дебата. Во суштина, овој референдум е жртва на политиканство правење. За да се фатат броевите. Не, па не е фер, затоа што на крај сакаат да се фатат кој колку бројки има во целиот процес. Прво, сите пратеници се политички образувани, знаат колку броеви од кои краеви идат. Знаат како се избрани, во кој избирачко место колку гласа земале, и ако за нив ова денеска што се случи, и овие граѓани што гласале за, не е доволен поттик, они свесно и самостојно да размислат и да донесат одлука, тогаш можеби ми е некој унапредување во нашите процеси не ги заслужуваме. Значи не можеме јан блок да кажеме затоа што ВМРО имала нејасен став, затоа што лидерот излего денеска па рекол бойкотирам, затоа што можеби лицето на бойкотирам се трансферираше во еден друг политички субјект. Значи бойкотирам не беше неорганизирана маса, бойкотирам се идентификува, бар некои граѓани го идентификуваа со движењето бойкотирам, каде што има други политичари, не од ВМРО ДПМН. И ради тоа праење политиканство и целење на бројки, ние завршевме во референдум кој не може да постигне цензус, и ако двете најголеми партии се удираа за гради и бараат цензус. Бар кај албанските политички партии имаше став дека референдумот е непотребен. Но ние влеговме во референдумски циклус затоа што оваа сегашната опозиција инсистираше на референдум, сегашната власт го прифати референдумот као решение и ние немаме цензус. Ова е апсолутно неодговорно. Но ја мислам дека во политиката све може да се случи. Може да спинувате, може да избегнувате, но на политичката одговорност не може да и побегнете. Ја мислам дека секого ќе го пристигне таа политичка одговорност за нејасно однесување. И граѓаните тоа знаат да го ценат. У крајна линија можеме да збориме што сакаме. 700.000 луѓе излегле да гласаат, од кои верувам дека 95% биле за. И тоа на крај ќе се види. Бидејќи гледам во мониторот, очекувам обраќање веројатно на Христијан Мицковски. Овде тешко дека ќе има победници и поразени. Или може ли некој да го својата тоа дека ја победив? Предпоставам говорот на Мицковски ќе оди во таа насока дека ете граѓаните јасно го кажаа на Заев дека се против да говорат и така натаму. Тоа е предпоставка, меѓутоа очекувам дека во таа насока ќе се движи. Може некој да го својата тоа или овој резултат што ја знам како што вели Кекеновски повеќе од милион не гласа? Во Македонија не е прв пат да бидат сите победници и сите да ги изгубили, да бидат поразени така, и денеска е токму така случајот, но едно е факт дека најмногу позади референдумот во оваа фаза сега стоеше политичката партија СДСМ и пораз ли е, победа ли е, нивно е. ВМРО ДПМН не застана позади ова. Немаше јасен став. За ДУИ не сум сигурен колку успеа да се вклучат во право Албе, тие до пред само неколку недели, впрочем се вклучија околу 10 септември, ако не се лажам.
а пред тоа веќе беа еден добар дел од работите завршени, мислам дека во овој момент гласовите кои што ги добија се излезени во Гости, Вартетово и другите места каде што воглавно живее албанското население, не се гласови на ДУИ. И мислам дека тие имаат сериозен проблем со гласачкото тело, тоа може да им се одрази на наредните вонредни парламентарни избори. Некако не се многу во контекст со политиките кои што бараат од нив да ги спроведуваат гласачите. И ако земеме предвид дека СДСМ е партијата која што самостојно може би го изнесе се во ова, ќе повторам, тие за себе постигнаа добар резултат. Тие за себе успеа да добијат некои поени плюс. Но сега е вистинско време да заврши пацифизмот на Заев. Мислам дека дел од причините зошто луѓето не излегоа не се затоа што се согласуваат со ставот на ВМРО, туку се затоа што се против пацифизмот кој Заев го шири. Нема промени во државната администрација, нема некои реални подобрувања во животот, освен она што редовно додаваме пред криминалот. Нема борба против криминалот, тоа не достига. Само да одговориме на Христијан Мицкоски. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, името ни е големо, велеше Блаже Коневски. Ова е Македонија. Секој еден од вас, старо, младо, машко и женско. Македонија денеска кажа, соопшти, дека договорот не поминува. Имаме длабоко неуспешен референдум. Политиката на владата и Зоран Заев доживеа дебакал. А денес Македонија вистински победи. Бројот на граѓани кои не дадоа поддршка на овој срамен договор, односно бројот на граѓани кои абстинираа од гласање или пак гласаа против договорот, е драстично поголем од оние граѓани кои гласаа за договорот. Факт е дека договорот со Грција не доби зелено светло, доби стоп од народот. А народот на Република Македонија, кои се сопственици на оваа земја, покажа исклучителна демократска и патриотска свест. Граѓаните, оние кои гласаа против договорот и оние кои одбраа со абстиненција да кажат што мислат, ја испратија најгласната порака. Ова е Македонија. Благодарам. Овде живеат македонци. Нашиот идентитет е македонски. Нашиот јазик е македонски. Нашите предци се македонци. Такви ќе бидат и идните генерации, нашите поколенија. И затоа ви благодарам и ја имате мојата длабока почит. Нашиот народ е силен. Народот не го скрши ниту уцените, ниту бруталните закани, ниту јавувањата на директорите по институции, ниту правените списоци и малтретирања на граѓаните. Дека власта е разголена и тотално разобличена, со сета своја немоќ, покажуваат и оние очајни обиди, наводно во име на ВМРО ДПМНЕ, да се праќаат пораки до нашето членство, се со цел да излезат на гласање. Или работата на кол центрите од власта,
кои се јавуваа на граѓани во време на изборниот молк за да излезат да гласат. Почитувани со граѓани, ќе дојде време да одговараат за малтретирањата на народот, но и да се одговори како тоа приватните телефонски броеви на граѓаните се најдоа во раце на луѓе од штабот на власта и СДСМ. Ќе одговарате и за наполнетите кутии во Сарај, во Струга, во Бутел и на други места, каде се обидовте да ја фалсификувате волјата на народот. И ќе дојде часот, кога ќе треба да објасните зошто минатите избори имаше 45% излезеност, а сега фантастични 95%. Ќе одговарате и за тоа што локални шерифи на СДСМ, директори и градоначалници посетуваат домови на граѓани и на сила и под закани ги уценуваат да излезат и да гласат, спротивно од нивната волја. И народот покажа дека не ви се плаши. ВМРО ДПМН останува со народот и ќе ве победиме. Ќе ве победиме затоа што ова денес е пораз не само за договорот со Грција, туку и за криминалот на власта, за наместените тендери, за уништената економија, за немањето на проекти во здравството, во образованието, за бизнисите на Вице, за Ангјушев, за неостварените ветувања, за криминалците кои ги пуштивте на слобода, за одземениот спокој и сигурност. Народот е на нозе, а никој до сега не победил народ. Денес народот даде свој вредносен суд. Заев и неговата влада се делегитимирани. Новата општествена реалност говори дека политиките на Заев и владата падна и тоа е јасно на огромен дел граѓани на Македонија. А од денес тоа им е многу јасно и на Заев и неговите пајташи. И сега сакам една порака до оние невешти спинери на власта, до на корумпирана армадила платена со државни пари и лажните душегрижници за ВМРО-вските работи. 2 месеци ширевте невистини, 2 месеци книжевте нарачани анкети, колективна хипноза, сакајки да го манипулирате сопствениот народ. Па велевте, те дека сум се договорил за нешто со Заев, те дека ќе го разочарам народот, те дека ВМРО ќе се распаднело, те дека после референдумот мене ќе ме сменеле, на клоци ќе ме изфрлеле од Белата палата, па после сум бил нечија марионета, сум бил нечија продолжена рака. Еве сега стојам овде и можеме да се погледнеме во очи. И тогаш и денес ви кажувам, Македонија ќе победи и ќе продолжи да победува. И ќе продолжи да победува. ВМРО ДПМН е бил, е и ќе остане со народот, бидејќи организацијата е народот, а народот е организацијата. И народот ќе ве победи.
Драги пријатели, имаме нова општествена реалност, каде народот, македонскиот народ, обичните граѓани албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, нека ми простат оние кои што не ги споменав, покажаа мудрост и не дозволија да бидат заведени. Ова е желбата на народот која ВМРО ДПМН ќе ја следи. Народот, освен на договорот, кажа не и за манипулациите на власта, со вистинските вредности на Европската Унија и НАТО алијансата, и обидот погано власта да ја злоупотреби оваа заедничка цел, некоректно и непотребно вметнувајќи го во референдумското прашање. Волјата и аспирациите за членство во Европската Унија и НАТО се наши стратешки приоритети. Тие се тука и постојат. Но сите треба да го почитуваме фактот дека народот има своји перцепции и приоритети, кои што им се посебно важни, како што е името на оваа држава и нивниот идентитет од колена. Утре е нов ден, 1 октомври, а реалните проблеми остануваат за решавање. Власта го изгуби легитимитетот и единствено што преостанува е да ја почитува волјата на народот. Оваа порака од народот треба да ја почитува премиерот, владата, собранието, сите партии, секој еден пратеник без разлика на која политичка партија и припаѓа или коалиција. Бидејќи народот е најголем репрезент и најзначајниот фактор. Тоа што не успеа овој референдум, убедливо не успеа, е директна вина на Зоран Заев, владата и никој друг. Прво, затоа што склучи штетен и лош договор. Второ, ја лажеше меѓународната заедница, представувајќи лажна и разубавена слика дека овој договор ќе помине, а водејќи се од желбата да ја спаси својата кариера и ги прикрие криминалните афери. И трето, затоа што на сила, преку брутална манипулација и кршење на законите и уставот, се обиде овој договор да го помине кај граѓаните. Колку и да се обидува да глуми Заев некаков си лажен триумфализам и да се удира во гради говорејќи за избори, смрштениот израз на лицето кажува дека потонале сите бродови, а богами и тендерите. Денес, речиси 1.200.000 граѓани, кои се јасно и недвосмислено за членство на државата во Европската Унија и НАТО, кажаа дека се против промена на името. Тие луѓе повторно се за членство во овие организации. И тоа не може да го смени ниту Заев, ниту било кој друг политичар. Овие луѓе ја сакаат Европска Македонија, но се против договорот Заев-Ципрас и треба тоа да им е јасно. Денес 250.000 македонци излегува да гласаат. Излегува припадници од другите етнички земјици. Некои беа убедени во тоа што го кажува од власта. Други беа донесени во заблуда. А добар дел беа подложни на притисок, уцени и закани. Јас имам разбирање за сите нив. Потребно е да застане времето на поделби и Македонија да тргне напред. Поларизацијата меѓу народот е вештачка и е создадена од Заев. Тоа ќе престане, а народот мора да се сплоти. Почитувани граѓани на Република Македонија, Македонија денеска се изјасни против договорот. Битката до конечна победа продолжува. Да сте живи и здрави. Македонија вечна и Македонија ќе победи.
Ви благодарам. Ви благодарам. Повелете. Ова значи дека од утре сме 1 октомври и ова значи дека потребно да почнеме да ги решаваме вистинските проблеми на граѓаните, да не продаваме гол и погрешен наратив, празен популизам кој што изобилува исклучиво со манипулации и лаги. Тоа значи дека Македонија после 1,5 година конечно му рече на Заев не достае. Видете, бројките се немилосредна категорија. И многу јасно во моментот го изразуваат расположението на граѓаните на Република Македонија. Ова беше битка за Република Македонија. Не беше битка за предвремени или било какви други избори. Се разбира дека ВМРО-ДПМН продолжува со незините активности, а во насока на пронаоѓање вистински решенија кои што би значеле подобар живот за нашите сограѓани. ВМРО-ДПМН, како што кажавме на денешната пресконференција, била и ќе остане со народот. Така што оваа битка ја добија граѓаните на Република Македонија. Видете, во пресконференцијата доволно јасно беше пораката што треба да биде испратена од ВМРО-ДПМН кон пратениците на ВМРО-ДПМН, но не само на ВМРО-ДПМН, до сите пратеници од сите политички партии, без разлика на која коалиција припаѓаат. А што се однесува до Зоран Заев не треба да се подготвува за предвремен избори. Зоран Заев треба да се подготвува за заминување во трајна политичка пензија. Повелете уште едно прашање и да превршуваме. Многу бев јасен и прецизен во текстот на пресконференцијата, ќе молам да се задржиме до таа формулација. Ви благодарам на сите. Некако многу секогаш е јасен и прецизен опозиционерот Мицкоски, ама ние новинарите никако да го разбереме баш што сака да каже. А секогаш е јасен и прецизен. Најмалку 2 пати сега за 2 минути го каже тоа на колегите. Да, обид дека практично политикански се делеле луѓето, меѓутоа во говорот на 2-3 пати слушнавме пораки до пратениците, не само од ВМРО-ДПМН, туку и до другите дека треба да се замислат кога ќе гласат. Ајде да го искоментираме помалку, ако можеме да кажеме, кампањски говор или се подготвуваат за избори? Мене ова на прв поглед ми личи китење со туѓи перија. Не знам од каде свати тој дека е победник на овие избори, не знам што му дава за право да вели дека граѓаните не кажа дека е победник, туку дека народот ја испратил дека масовно кажал не. На кој начин? Имаше против на ливчето. Не. Такво нешто едноставно не постоеше, не можам да разберам на која војска е капетан вечерва, меѓутоа во ретјето, а тоа е политички гледано во овој момент во најтешката ситуација во Република Македонија. Никој политичар не би сакал да му е во кожата на Христијан Мицкоски. Оставен е од сите. Тој сега се обидува и преку овој говор да ги обедини тие кои што се разединети во неговата партија, не упати ниту една јасна порака, барем јас со мојот поглед не можев да сватам дали тој го одби Заев во однос на договарањата за 80 пратеници за поддршка на договорот, дали е реално сега веднаш за брзи предвремени парламентарни избори и за тоа не го кажа јасно ставот. Кажа дека Заев треба да се подготви да замине, а тој може да замине само ако Мицкоски го победи на наредните избори, што ќе оставиме граѓаните секако да одлучат. И на крај кажа за мене една голема небулоза во однос на неговата партија дека ВМРО-ДПМН е била и е со народот. Не се согласувам, ова чисто кампански беше од негова страна. ВМРО-ДПМН е политичката партија која што ја зароби нашата држава и ние се обидуваме да го излечиме тоа инвалидизирано лице и да го дигнеме на колена. Повеќето од нас. Мицкоски не убедува дека тие се со народот. Не е така. Тие прво го опустошија
нашето стопанство, ги уништија институциите и оцените кои што цел свет ги имаше за нас во време на владењето на таа партија беа крајно негативни, така да мислам дека тој воопшто не е во ред сега да се повикува на народот. Народот не му даде поддршка на Мицкоски. Народот си кажа јасно дека е делумно против политиките на Заев. Никако Мицкоски. Ние не видовме дека тие вадат некои политики. Година и пол е Заев премиер, меѓутоа скоро една година е Мицкоски лидер на опозицијата. Има некои идеја од ВМРО. Како? Не валјда дека Јанко Бачев е победник во таа логика. Денеска може би изгуби Република Македонија. Делумно изгуби Република Македонија затоа што ќе беа многу почисти работите поинаку, но апсолутно чекорите кои што следат се тие кои што се предвидени во уставот. Ако нема двотретинско мнозинство, одат на предвремени парламентарни избори. И тоа е веројатно единствениот пат по кој што Заев може да се движи во наредниот период. Мицкоски има многу комплицирана ситуација, но ајде да видиме. Должиме една информација дека на 30% преброени 90% гласале за. Тоа е како последна информација. Кекеновски, видовте некој обединувачки говор, нешто ви привлече како фракција да се обедините заедно со Христијан Мицкоски? Да бидам истина, апсолутно не го слушав, бидејќи ќе го слушав да како лидер на најголема политичка партија, доколку имаше став претходно, а не да го оставеше народот сам да одлучува. Значи, ова мене ми изгледа како некој војник кој што учествувал во борба или некој генерал кој што наместо да биде пред војската напред, секогаш да оди нели во првите борбени редови, тој се криел некаде во позадината, изигравал некоја логистика, па ги оставил откако ќе ја добијат победата, тогаш тој да се, како што рече и колегата професор, да излезе и да се кити со туѓи перја. Значи, апсолутно не видов никаква обединувачка, туку едноставно обид да се представи како победа на негова победа, пред си на сите оние кои што соработуваат со него, иако ова е зависи на став на граѓаните на Република Македонија против едно прашање кое што референдумско прашање со кое што тој не се согласува. Ова е став на граѓаните, не велам победа, не сакам да во оваа ситуација говорам за поразени или за победници. Туку едноставно мнозинскиот дел на граѓаните не се согласува со ваквиот начин на поставување на прашањето и со ваквиот начин на влегување во ЕУ и НАТО алијансата. Јас сум сигурен дека повеќе од 80% во Република Македонија сакаат да влезат во Европската унија и во НАТО алијансата. Меѓутоа, очигледно најголема пречка е токму овој договор за кој што јас претходно множне јасно и децидно се изјасни. Спомена и Мицкоски, вели пишува дека што ли ќе ми направат, дека ќе влезат, дека ќе ме менуваат. Имаше по медиумите деновиве текстови дека по референдумот ќе следува ворен конгрес во партијата. Имате таква информација? Тоа ми се кажа повторно членството на партијата. Јас од она што го знам како расположение, со оглед на фактот дека тој до последен момент денеска не знаеше дали ќе излезе, дали ќе гласа против или ќе бојкотира. Така да во последен момент тој се одлучил да бојкотира, инаку мислам дека неговиот став на граѓаните им е мощно јасен, тоа е дека нема став по однос на ова прашање, односно немаше храброст да се изјасни. Не можеме тоа да го покриваме со демократија, со демократски процеси во партијата, со слобода секој да се изјасни, бидејќи сериозна политичка партија, сериозен политички лидер не смее да дозволи да едноставно не го насочи гласачкото тело. Да, пред коментарите на Муслију и Ѓулистана само еден податок да соопштам од Државната изборна комисија. Предпоставам ова е до 19 часот заклучно, излезеност 34,48% или апсолутна бројка околу повеќе нешто од 660 мислам илјади гласачи, чисто како податок за во овој дел од дебатата. Додиме со коментар во однос на Мицкоски и веќе е најавено ново линковско вклучување. Повелете. Ја кратко, пошто своето ќе биде од внатре. Ја мислам дека беше блед кампањски одговор на двете работи на кои Заев укажа. Заев укажа, идеме, продолжуваме, ги брои тие кои гласале. И второто, ако тоа не иде со пратениците, идеме предвремени избори. Иако на прашањето за предвремени избори пак немаше јасен став. Што значи дека не е таа спремност многу голема и се труди она што у старт го реков. Ми овие неколку денови сега ќе слушаме кому му следуваат тие бројки кои не гласале. И двете страни различно го представуваат. Македонија ќе му кажеше јасно не на овој договор, ако излезеа да гласаат, не 1.200.000 кои не гласаат, зашто никад не сме имале толку гласачи, туку бар тие 400.000. Не. Да. На почеток се враќаме пак. Ама сега ти кажа преска сега. Добре, се Значи, ако и тие 400.000 излезеа и гласаа против, или 600.000, или 1.600.000 на кои алудираат, тогаш ќе беше јасно против.
Ова беше абстинирање. И не е точно дека тоа беше спонтано, затоа што ние имаме случаеви, знаеме и по нашите изборни места дека имаше и агитирање, дури и сликање со камери и заплашување на луѓе да не гласаат. Па дури и некои поеминентни личности внатре од ВМРО ДПМН укажува пред денешниот ден дека им се закануваат. Значи не е тоа нешто што спонтано дојде до овде, до ова. Значи немаше јасен став, но од друга страна некои внатрешни структури на опозицијската работеа гласањето да не се случи. За мене било кој беше сигурен дека гласачите се против, ќе ги поканеше јасно да изгласаат против и немаше другата страна има ниеден аргумент. И од друга страна овде се повикува лидерот на опозицијата на суверенот, тој кој сакаше, излезе и се произјасни. И не можеме ние во идните денови да се правиме на тошо и да не ги земеме предвид сите тие гласачи кои бара овој процес да се продолжи. Колку год тие да биле. Ако некој во Македонија некој му забранил да излезе и да гласа, тогаш тоа право треба да си го реализира по било кој пат. Но не можеме ние да ги игнорираме овие 600.000 кои се произнесле за и да кажеме не може затоа што другите предпоставуваат дека тие што не гласале се нивни. Затоа што и кон овие се има одговорност. Колешката Белоска чека вклучување, меѓутоа уште малку останете така. Господине Марковска, само да го слушнеме кратко вашиот став, Јас во дел се согласувам со господинот Муслију, заради тоа што јас сакав тоа да го кажам, дека сите ќе ги својата тие што не излегле, а кој имал храброст ќе излегол со кампања против, тогаш ќе сме имале навистина успешен референдум, барем по бројките. Каков ќе биде референдумот, ќе кажале граѓаните. Инаку ова беше една бледа копија на некој предизборен митинг во кој што за жал господинот Мицковски се уште не е учествувано како председател на партија, бидејќи не се има одважено да оди на избори, па дури немаше ни став за вонредни парламентарни избори. А што ќе биде со изборите, ќе кажат граѓаните. Никој не може да го својата народот од секогаш бил. Народот е тој кој што во овој момент е поделен на предавници и на луѓе кои што не се предавници. Токму заради ваквите истапи на лидери кои што наместо да сплотуваат и да продаваат политики, ги делат луѓето. Се надевам дека ќе заврши таа Може би практика на најсилната делење. порака е тоа што 600.000 луѓе гласале за. Ние во овие 30 години, освен референдумот во 91 година, не сме имале 600.000 поддржувачи на било која идеја во државата. И да се вратиме на почетокот што ви рекол Кекиновски, од повеќе од сигурно е дека ни треба попис за навистина да се преброиме. Одиме со вклучување на колешката Христина Белоска. Христина, дали се слушаме? Македонците било каде да сме во светот сме најдобрите амбасадори за Македонија. Белоска, доколку се слушаме поболи. Македонците во светот сме добри домакини. Мишко, помалку ве слушам поради официјалното обраќање кое што во моментов се случува пред набината, односно пред законодавниот дом. Граѓани, членови на иницијативата Бојкотирам се собраа овде и до предмалку со песни и ора вела дека го слават неуспешниот референдум. Предмалку пред граѓаните се обрати председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, кој што испорача декларација од 15 точки, која што најави дека ќе биде испратена до сите релевантни институции, почнувајќи од председателот на државата преку Уставниот суд, но и до организациите и меѓународните фактори. Тие бараат да биде ништовна спогодбата согласно резултатите од референдумското гласање, бараат владата да си даде оставка, го повикуваат обвинителството да отвори случај за велепредавство за премиерот Заев и за сите владини представници кои што учествуваа во склучувањето на договорот со Грција. Овде граѓаните најчесто го скандира името на председателот Ѓорѓе Иванов, кога делот присутните говорници ќе го споменеа, се очекува да се обратат повеќе од нив. Тука пристигна и представници на партијата Левица, кои што велат дека денешните резултати се ништовни од овој референдум и се повикуваат на референдумот од 1991 година. Тука, колку што можев да забележам,
вечером се појави Јанко Бачев со приврзаници од неговата партија, кои што се практично и предводници на иницијативата Бојкотира. Се пеа патриотски хора и песни, се веат знамиња и, како што кажа, во моментов тече обраќањето на најавените говорници. Анкетата која што ја направивме, ќе можеме да ја слушнеме малку подолу во текот на програмата, така што доколку имате студио прашања, повелете. Благодарам Кристина Беловска од предсобранието на Република Македонија. Таму видовме, слушнавте, бойкотирам опцијата. 15 точки, ако не се лажам, Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Декларација, мислам, со 11 точки, меѓу која и точката за поништување на договорот со Грција. Мислам дека треба да одиме кај Огнен, правиме на мала пауза во вториот дел за тоа како меѓународната заедница ќе реагира на овие резултати, на овие бројки, бидејќи тие поприлично баја ги се испошета во Македонија изминатиот период. Да, одиме кај Огнен во студио, ние на кратка пауза, Огнен со нови вклучувања и секако доколку имаме нови информации од Државната изборна комисија, веќе таму се пребројуваат гласовите за и против на денешниот референдум.